Владата ја истакна својата посветеност кон подобрување на животната средина со обезбедување на 3,7 милиони евра преку програмата за инвестирање во животната средина на Министерството за животна средина и просторно планирање за 2025 година. Овие средства се распределени за различни проекти. 100 милиони денари за изградба на канализациони системи и постројки за пречистување на отпадни води, 100 милиони денари за водоводни системи и 10 милиони денари за образовни и истражувачки проекти. Дополнително 19 милиони денари се наменети за кампањи за подигнување на јавната свест, едукација и обуки поврзани со животната средина. Владата ги повикува општините, граѓанските организации и научните институции да аплицираат со своји проекти. Јавниот повик е веќе отворен и ќе трае 3 недели, а деталите се достапни на официјалната веб страница на Министерството за животна средина. Председателката Гордана Силјановска-Давкова се сретна со директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Билјана Стефановска. На средбата беше нагласено дека туризмот е клучен за економијата, со потенцијал да го представи богатото културно и природно наследство на земјава. Силјановска истакна дека Македонија има реален потенцијал да биде атрактивна туристичка дестинација преку целата година. Таа апелираше за координирани активности од страна на сите релевантни институции за унапредување на секторот. Стефановска ја информираше председателката за досегашните активности на агенцијата, подвлекувајќи ја потребата од нова стратегија за развој на туризмот која ќе биде усогласена со културните политики. Двете соговорнички се согласија дека обединувањето на културата и туризмот во едно министерство е чекор во вистинска насока за стратешки развој на овие сектори. Председателот на Србија, Александар Вучик, изјави дека премиерот на Косово, Албин Курти, влијаел врз македонската влада да издаде соопштение против него. Вучик тврди дека Курти му се јавил на својот потрчко во владата на Македонија со цел да иницира реакција по неговата посета на пациенти во македонска болница. Вучик ја објасни својата посета, истакнувајќи дека не се работело за високостерилна просторија и дека бил соодветно опремен, со цел да покаже грижа за граѓаните на Македонија. Тој додаде дека, иако не добил одобрение од лекарот, влегол на своја одговорност. Овие изјави доаѓаат во контекст на тековните студентски протести во Србија, за кои Вучик смета дека нивните барања стануваат се побесмислени. Тој ги нарече протестите обоена револуција и истакна дека непостапувањето против нив овозможува демонстрантите да се чувствуваат моќни. Инцидентот дополнително ги комплицира односите меѓу Белград, Приштина и Скопје, отворајќи нови прашања за регионалната стабилност и дипломатските односи. 6 лица загинаа кога хеликоптер се урна во реката Хадсон во Њујорк, меѓу жртвите се извршниот директор на Сименс, неговата сопруга и 3 деца. Несреќата се случила во близина на долниот дел на Менхетен, на страната на реката поблиску до Њуџерси. Очевидци изјавиле дека хеликоптерот се распаднал во воздух, при што опашката и пропелерот се откинале. Пропелерот продолжил да се врти додека паѓал одвоено од леталото. Федералната управа за авиација го идентификуваше хеликоптерот, а Националниот одбор за безбедност во сообраќајот започна истрага за причините за несреќата. Инцидентот предизвика силна вознемиреност во јавноста и повторно го отвори прашањето за безбедноста на приватните хеликоптерски летови над густо населените градски подрачја. Кинескиот председател Си Џинпинг изјави дека Кина не се плаши и нема да попушти пред неправедната репресија, алудирајќи на трговските притисоци од САД. Изјавата беше дадена за време на средбата со шпанскиот премиер Педро Санчес во Пекинг. Си Џинпинг нагласи дека економскиот развој на Кина се базира на самодоверба и напорна работа, а не на странска помош. Тој додаде дека, без оглед на надворешните притисоци, Кина ќе остане фокусирана на сопствениот развој. Кинескиот председател ја повика Европската унија да се спротивстави на едностраното малтретирање, очигледно упатување на високите царини што американскиот председател Доналд Трамп ги воведе на кинески стоки. Овие изјави доаѓаат во време кога меѓународните пазари се под притисок, а расте стравот од глобална рецесија.